Почитувани, најнапред сакам да истакнам жалење што во оваа сала не ги гледам представниците од политичката партија ВМРО ДПМНЕ и на ДУИ, за да ги чујат нашите аргументи и да ги истакнат своите. Неспорно е дека на денешната дебата доминира ставот дека е неопходно промена на изборниот модел. Но блокадата на предлог законските решенија уште еднаш ни потврдува дека клучот за промена на изборниот модел е токму во политичките партии. Затоа, како представник на политичка партија, сметам дека првенствено треба да се одговориме сите политички партии на едно прашање, а тоа е дали сакаме да унапредуваме демократијата во државата и да ставиме крај на партизацијата, а со тоа да ги отвориме вратите за квалитетот, за различноста и за еднаквоста. Откако ќе го одговориме ова прашање, неспорно е дека прашањето дали е потребна промена на изборниот модел на државата, одговорот ќе биде да. Во мое име и во името на Либерално-демократската партија велам дека на Република Северна Македонија е повеќе од неопходна промена. Неопходна е демократизација на институциите, но и демократизација на самиот систем, а истото може да се постигне само доколку од корен ги решаваме проблемите. Сите сме свесни дека актуелниот изборен модел има низа недостатоци и не дава можност за развој на плурализмот во вистинска смисла на зборот. Можеби јавноста стекнува впечаток дека помалите партии се оние кои што условно кажано ја туркаат промената на изборниот модел, затоа што нив најповеќе им одговара. Меѓутоа, во основата на оваа иницијатива не е судбината на помалите партии, туку судбината на демократичноста на државата. Досегашното искуство покажа дека доминацијата на двете најголеми партии во парламентот не обезбедува вистинска контрола пред се на извршната власт. Како држава, изминатите години се соочувавме со ситуации во кои немаше никаква контрола од страна на парламентот врз извршната власт, туку истиот само ги минуваше одлуките кои што претходно ги утврдила владата. Тоа може да се промени само ако во собранието и де факто го имплементираме плурализмот. Доколку во собранието самостојно и автентично влезат повеќе партии, преку кои ќе се промовира независноста на пратениците, имаме гаранција дека истите самостојно и независно ќе ги донесуваат своите одлуки, а на тој начин и дека ќе имаме вистински принцип на check and balance, односно принцип на реална контрола, но и отчетност за работата на народните представници. Дополнително, само преку една изборна единица можеме да обезбедиме еднаква и рамноправна застапеност на гласот на секој граѓанин во државата. Слушнавме дека изминативе години на секои парламентарни избори помеѓу 50 и 100.000 гласови одат во ветер, а ставовите на исто толку избирачи не се соодветно представени. За мене поразителен е податокот дека на секои избори 100.000 граѓани остануваат без свој легитимен представник во парламентот. Предлогот за измени на изборниот законник, кој што се однесува токму на воведувањето на една изборна единица, без цензус и со реален праг, гарантира дека граѓаните, но и сите интересни групи соодветно ќе бидат репрезентирани во законодавниот дом. Можеби со ваквиот модел ќе се соочиме со некои идеологии кои нема да не се допаѓаат, можеби тоа ќе бидат порадикални или полиберални идеологии во парламентот, меѓутоа ако добијат поддршка од граѓаните, тие треба да се тука и да ги бранат ставовите на оние кои што ги гласаат. Демократизација на едно општество е можна само ако им дадеме шанса на слободумните граѓани во оваа држава. Затоа да престанеме да бидеме хипокрити само за време на изборите и да му дадеме шанса како на овој изборен модел, така и на отворените листи преку кои граѓаните ќе ги бираат своите представници, а не партискиот шеф да бира оние луѓе кои што верно го слушаат. Нам ни треба една прогресивна мисла, една напредна идеја, која што може да произлезе само доколку граѓанинот преку отворени листи сам го бира оној кој ќе го представува. Во текот на дебатите слушнавме аргументација дека граѓаните не биле спремни за ваков изборен модел и дека нема да знаат како да гласаат на отворените листи,
Меѓутоа ве повикувам да не ги потценуваме граѓаните на оваа држава, затоа што тие и како добро знаат што е најдобро за нив и кој сакаат да ги представува. Во собранието пред пратениците се понудени две законски решенија, едното како што слушнавме за промена на изборниот модел во една изборна единица и второто за отворени листи за стапеност на мажите и жените. Како представник на ЛДП, но и како млад човек, ве повикувам сериозно да размислиме за понудените опции, кои што само може да ја унапредат демократијата во државата. Сите представници на политички партии сме согласни во едно, дека сакаме да ги задржиме младите, да ја гледаат својата иднина тука. Како млад човек, како некој што доаѓа од неодамна како председател на политички помладок, ве уверувам дека тоа е возможно само ако им понудиме повисок степен на демократија и поголеми можности за избор. Ако им нудиме можност на младите во парламентот и во советите да бидат представени преку луѓе кои сами ќе ги избираат да ги застапуваат нивните интереси. Токму во ова ја гледам и суштината на промена на изборниот модел. И искрено се надавам дека набрзо и политичките партии и пратениците што се спротивставија на овој предлог закон со илјадници амандмани ќе го сватат тоа и ќе ја прифатат реалноста дека ни се неопходни различни мислења, дека ни е неопходна демократизација која најефикасно и најбезболно може да се спроведе токму со промена на еден изборен модел. Би сакала да им препорачам исто така на истите овие пратеници да не се плашат од изборниот модел, бидејќи секој кој е квалитетен ќе биде избран од граѓаните, но со оваа промена на подемократски начин, а со тој пратеничкиот мандат ќе има поголема тежина. Убедена сум дека што ми отворивме темата за промена на изборниот модел преку една изборна единица и отворени листи, истите наскоро ќе станат и реалност, а политичките партии кои што се противат на ваквите предлози, брзо ќе се почувствуваат осамени и ќе сватат дека не можат и не смеат да ги кочат промените, бидејќи ваквиот изборен модел е реалност и прашање на време е кога ќе биде целосно прифатен и имплементиран. Благодарам.